И се враќаме назад, одиме со час за децата од 5-то одделение, така? А часот би бил по Македонски По јазик. македонски јазик, повторно имаме час по македонски јазик, одлично. Може да ни се представите? Да. Здраво, јас сум Надица Чепараткова од Скопје, од Основното училиште Лазар Трбовски, одделенски наставник. И денес ќе учиме? Денеска ќе работиме по часот македонски јазик, ќе работиме анализа на лирска песна. Многу интересно. Може да почнеме? Учењето би требало да биде забавно, нели сепак е за учениците. Најпрво што би сакала да започнам е дека Така. целите на овој час треба да се усвојување и повторување за знаењата и поимот на лирската песна. Потоа да знаат што е народна лирска песна, да знаат како да анализираат една лирска песна. Накратко би сакала да повториме што е? ствари представува една лирска песна. Лирската песна е онаа во која што поетот ги изнел своите чувства, што ме ги предизвикала некоја личност, настан, предмет, појава. Неговите чувства најчесто се пренесуваат на читателот и лирските песни не можат да се прераскажуваат. Во нив нема случки, нема настани, нема ликови носители на дејството. Интересно. Бидејќи денеска се работи за народни лирски песни, лирската песна може да биде народна и уметничка. Меѓутоа, бидејќи ќе работиме за народна, најчесто да се подсетиме, да се запознаеме што ствари представува една народна лирска песна. Народната лирска песна е онаа која што ја испел народот. Најчесто носителот, односно авторот, кој што има напишано, за нас, читателите, е непознат. И најчесто кога пишува за народната лирска песна, секогаш ќе имаме мотиви од или историски слики за природа, најчесто што она што се случувало во минатото. Така. Сега би сакала накратко да прашам, да поставам едно прашање. Дали знаете кое годишно време сме сега? Сега сме пролет. Сега сме пролет. Не изгледа така надвор, ама сепак сме пролет. Чудно се поклопи. Дали би сакале да ми кажете што има на оваа слика? На таа слика има расцутани цвеќиња и дрва. Така, расцветани во најразлични бои. Расцветани, да. Нова. Па, генерално на сите има многу цветови и дрвја расцутани. Воедно, Многу значи зеленила. пролета ни е расцветана со различни шарени бои, расцветани цвеќиња и Така. насекаде зелено. Одлично. Понатаму би сакала да ви поставам уште едно прашање. Што се случува во природата за време на пролета? Се разеленува. Така. Мислам, почнуваат да растат цветови, да растат зелени листови, дрвата да почнат да се обогатуваат, Така, листопадните, нели, дрва, тоа. се зелени, така. Така е. Значи се шири. Што може да предпоставите? Што е прикажано на сликата? На сликата планини, пейсажи, природа. Така, високи На дрвја, природа. Високи да. дрвја. така, планина, воедно со еден збор кора, шума. Така. Ете така. Сега како беше да го... Аха. Ми Со дозволите. движењето. Во ред, ви благодарам. Наставничка, ако може да се вака само да се свртите и за мене да ми нема објаснувате, проблем. само обратно и за камерите. Во ред. Е така. Понатаму ќе продолжиме со една многу интересна слика. Дали може да препознаете кој е овој лик на сликата? Може треба децата да погодат кој може да биде овој лик на Така е. сликата. Тоа може Мислам дека го ја имаат читано лектирата лектирата, да. за 5-то одделение. За 5-то одделениот год. Чекайте. Да, овој е еден наш македонски револуционер и национален херој. Да. Кој што Ова- се вика Гоце Гоце Делчев. Така. Така. Сигурно се прашувате зошто ги поврзуваме сликите со пролет, шума и Гоце Делчев. Па, ако се сеќавате во минатото, нашите македонски револуционери најчесто се криеле во шумите. Така. Затоа следи една лирска песна, која што ќе ви се појаснат и поимите и сликите што ги зборувам. Само може наставничка да дојдете од ваму. Нема проблем. Да, за да
за да можат камерите така Е, да така. фатат подобро. Еве вака да можам да Е, подзема. одлично. Може да Еве една лирска песна со наслов Разви горо зелена. Разви горо зелена, разви шумо зелена. Отвори сенки широки. Отвори сенки широки. Ке мине Делчев војвода со неговата дружина. Дали Одлично. сега ви е појасно зошто ги се појавија сликите од Гоце Делчев, зошто ги имавме шумите и зошто имавме природата. Значи, тие се инспирација за Така. оваа песна. Така. Значи, основната слика на оваа лирска народна песна е природата. Затоа имаме развите горо зелена, развите шумо зелена. Понатаму, за Гоце Делчев, основниот мотив овде е представен историски. Така. Бидејќи со самото сознание, народниот поет, кога ја пишувал, кога ја творил оваа песна, тој уствари мислел на една личност, на неговиот личен херој, со самото сознание дека тој треба да помине низ горите широки, тој мислил на својот херој. И затоа оваа песна е лирска. Затоа ова е лирска народна песна. Народна. Така, македонска народна песна. Еве вака. Овде е представено анализата, еден краток план, како би требало да се анализира една песна. Лирска, нормално народна. Дали може да гледате? Да, да, гледам, да. гледам. Секако. Името, како што рековме на лирската песна, е Разви горо зелена. Каква е оваа песна? Рековме дека оваа песна е народна, нормално, каде што гласот, самата содржина е од народот. Бидејќи ние, нели, рековме, не може читателот да го препознае кој е народниот автор на поетот на ова Нема автор. песна, така. Поетската слика рековме дека е природата, затоа и накратко нели разговаравме за пролетта. Мотивот рековме историски, односно тоа е основната работа која што го поттикнала народниот поет да ја напише оваа песна. Нели рековме дека со сознанието дека низ гората минува Делчев војвода и со неговата дружина тој уствари употребува еден историски мотив. Она за поетот што побудува? Што е она што го чувствата кои што ги отпел во песната? Ги појавува чувствата на радост и гордост. Значи преку овие стихови во оваа песна народниот поет ги искажал своите чувства. Радоста, гордоста, побудени од сознанието дека низ гората ќе мине Делчев војвода со неговата дружина. Уствари, тој кој не еве искрено да прашам, кој не би се гордел се чувствува со својот херој? Кој не би се радувал, едноставно? Па да, сите си Кој не имаме би- своји некои херои, веројатно, не знам, мене може да ми биде и Бетмен и можам да напишам една лирска песна за Бетмен и тој да биде мојот херој. А кога би ја пишувала, дали би внела внатре чувства? Би внеела дека се чувствувам прекрасно кога Бетмен ќе спаси некој живот Јасно. на земјата Так. и тоа ќе ме За вас, направи убаво. кој лик би представила херој? За мене Ајнштајн е мојот херој. Како што знаете, сите јас сум Цвајнштајн и ете, јас би напишал една лирска песна за Ајнштајн и неговите теории за релативност. Кои чувства би се појавиле? Би се појавиле, има чувство на восхитување едно, Така. најверојатно, може би малку љубомора бидејќи сме во иста професија, ама мислам дека не е толку големо тоа чувство колку што е ова, би рекол јас. Дали, што мислите, кога стиховите визуелно не поттикнуваат кон создавање на некоја си слика? Велиме дека поетот најчесто употребува визуелни елементи. Кога нас не поттикнуваат, поетот кога ја пишува лирската песна, самата содржина, самите стихови ги будат нашите сетила, нашите чувства на вкус, мирис, допир. Значи, со самата поетска слика не тера да размислуваме дека и ние сме присутни и го можеме да го почувствуваме, да го допреме. Да. Е, сега, накратко, да се вратиме. На песната? Да. Што би сакала да направам следно? Е, да повториме. Она што денеска го работевме. Денеска ни беа кажано да се лизнеме назад малку.
требаше да повториме што е тоа лирска песна. Така. Дали ви беше јасно што представува една лирска песна? Јасно, она што поетот, она песна во која поетот ги изразува своите чувства. Така, ги излева своите чувства, кои што се предизвикани од некоја личност, некој настан и некоја појава. Сега, таа, рековме, лирската песна не може, значи, да се прераскажува. Наставничка, само да видиме дали микрофонот е добро. Ете така. Се извинувам, слушаат учениците. Така. Многу е битно учениците да слушаат и да знаат внимателно и да се пази како се говори, нели? Така. Понатаму да продолжиме дека лирската песна, нели рековме дека таа не може да се прераскажува, нема случаи, нема настани и нема носители, нели, на дејството. Да. Тоа се што се кажува е измислено, предизвикано од нешто и буди чувства кај поетот, кај писателот. Така. Сега, рековме дека оваа песна денеска дознавме нешто ново, освен што може да биде уметничка, можам да напоменам дека кај уметничките лирски песни таму за читателот е познат авторот. Значи имаме автор доле напишан, Да, јасно ни е познат авторот, додека пак е народната лирска песна, авторот не ни е познат, бидејќи рековме од каде потекнува народната лирска песна? Од народот. Така, од гласот на народот. Тие се само наши предпоставки, затоа што ке народната лирска песна содржината може секогаш да е менлива. Бидејќи, нели, исто како време на кај... време се променувала. Така. Понатаму рековме дека... Надоле? Надоле, Се снајдовте? малце, да. Рековме дека секогаш при анализата на лирската песна имаме наслов, потоа имаме каква е лирската песна, дали е народна, дали е уметничка, песна, содржината која што содржи, еве не напоменавме, ве можам да кажам дека оваа лирска песна беше составена од една строфа и од 6 стихови, бидејќи основниот носител, елемент на една песна се стиховите. Бидејќи тие стихови, нели кај нас, како што рековме, будат чувство, ги будат нашите сетила, односно да може самиот читател да може да допри чувство има дека реално тој може да ги подопри, може да ги вкуси, може да ги мирисне. Работите кои се опишуваат во Така, да. таа песна, да. Потоа рековме сликата е многу битна. Да знаеме зашто се зборува преку стиховите. Тие самите ни даваат слика дека ние сме во една природа. Затоа изборувавме за пролета. Начесто нели се случуваат оние историски случаеви, мотивите. Го што е Гоце Делчев во песната. Така, еве го уште еднаш да го погледнеме. Нашиот херој, македонски револуционер и национален херој. Потоа може да повториме дека поттика кажавме дека да се напише писателот и го искористил мотивот својот херој. Овдека слиховите визуелно, значи, не поттикнуваат кон создавање на слики, како што рековме, како ние да сме лично присутни таму. Велиме дека поетот, нели, употребува визуелни елементи. И потоа чувствата кои што ги излева, значи, во ова лирска народна песна, се стиховите од оваа песна. Народниот поет, значи, ги искажил своите чувства на радост, гордост, побудени од сознанијата дека низ гората ќе помине Гоце Делчев. Одлично. Наставнички, дали имаме можеби сега некоја домашна работа што може да им ја кажеме на учениците? Баш и на тоа и помислив. Некогаш и телепатското е убаво. Да. Она што би сакала за учениците од 5 оделение да направат една домашна работа, една мала анализа. Ако ви се верува дека ова е исто лирска песна, која што многу ми е една од најамилените, се вика Македонија. Стиснете ги тревките, неа ќе исцедите. Наслонете се врз каменот, името ќе го чуете. Симнете се до реките, денот со неа ќе ве почести. Легнете да починете и ноќта со неа ќе ве покрие. Ви благодарам, наставничке, многу. Ние сега мора да завршиме со часот. Ја би сакала да направам една анализа, например, на очи од Ацо Шопов. Може? Тоа е лирска песна, исто уметничка. А ние ќе имаме еден джингл и ќе се вратиме повторно на следниот час. Ви благодарам. Ви благодарам.